mora nekada da ga pročitam. To je ova kabina ovdje. Gledate дека je obložena со сунгер. Што мислите, зашто е тој сунгер? Изолација да не се слушаат надворешните гласови, ама и дава многу појасна, почиста, поголема чистина на звукот на гласови. Нема крачење, нема надворешни звуци, значи многу јасно, многу чисто. Она што се вели студиски глас. Тоа е благодарение на овие сунгери и благодарение на еден микрофон кој што е со малку поголема јачина да го исчисти гласот, за да кога ќе пласираме информацијата до вас, не биде непријатно за слушање. Овој компјутер е поврзан со кабината и со микрофонот таму. Додека да го средиме на монтажата, тука се читаат сите прилози, по неколку пати. Ако нешто не е добро, се враќаме по 3 пати. Де на еден му бил повисок, де на еден му бил понизок тонот, па не изгледа добро. Значи мора да се исчита со соодветен тон, секој прилог различно. Не читаме исто прилог кој што зборува за некоја несреќа и прилог кој што зборува за, да речеме, обична набавка на возило за снег. Толку експлоатирано денеска, ама многу време го чекавме уште. Тонот медиуса. Тонот, ставам слика од озгора и од прилика вака. Додека тој збори, дојдат снимки од позади. Забегува, ќе се произведува веќе така прилика се склопува прилог. Капацитетот е 25. Снимките идат од терен, се собира тука во компјутер се и склопуваме како треба да изгледа најдобро за телевизија. Помош на тоа зелено платно, со помош на камерите, со помош на програмите за монтирање, се метнуваме така наречена виртуелна студио електронска позадина, кој што е многу пат така со време вие гледате на телевизија, имате страшни студија, уствари тоа се во суштина зелени платно. Сите мислите како студија. Добро, има и такви што прават како нашите што се малку помали, ама углавном за вакви емисии се користи електронско студио. Иначе, просторијата во која што сте, можете да ги гледате на таа страна. Доаѓате се у така наречена техничка соба и тука е фактички срцето на телевизијата, програмите и се емитуваат како готови производи. Иначе, има и емисии кои што идат уживо. Живо е, гледате таа миксетата, таму ни ги гледаме сите камери кои ни се вклучени и преку ова миксетија, аудио миксета, се праќа сигнал до следната соба дека е колегата што ве снима. Имате таму репетитори, имате сега веќе репетиторите беше и не постојат, повеќе се како кабелски оператори. Кабелските оператори не примаат од таму и испраќаат сигнал до вашите домови. Така да ова е фактички срцето на телевизијата од тука, се што спремат таму, од тука иде до кај вас во вашите домови. И секогаш кога најавуваме емисија, мора да им се обратиме директно на гледачите. А тоа го правиме со директно гледање во камерата, во овој случај тука. Добар ден, почитувани гледачи. Вие сте во емисијата Што мисли народот на телевизија Стар, а овој пат имаме пријатна задача и големо задоволство да ви ги представиме нашите гости од основните и средното училиште од општина Делчево. Овде покрај мене е Мелани Трајковска, која што ќе ни објасни по кој повод сте денес овде. Да знаеме како да препознаваме лажни вести на интернет. Така тоа е во склоп на некој проект, предпоставувам? Да. Интернет супергерој. Колку време го работите овој проект, Мелани? 3 месеци.
Така и интересно ви е, научихте нещо, што научихте? Pa kako da prepoznajemo lažne vesti, dokолку nema adresa, broj, ime na ulica. И денес сте во посета на телевизија Стар. Да видите, еве, изводно како функционира една телевизија. Како сте задоволни од посетата? Дали ви се допадна она што го видовте? Da, i naučimo nešto povijek za novinarstvo i za to kako funkcionira една телевизија. Мелани, ти благодарам многу за разговорот. Почитувани гледачи, тоа беше Мелани. Вас ви благодарам за вниманието. Што е оно што, да речеме, ви остави печаток? Нешто специфично? Или што е оно што не ви се допадна, што мислите дека може и малку поинако? Се беше супер. Баш ми е мило. Рековте дека учите проект, работите на проект како да препознаете лажни вести. Знаеме ли каде прво, од каде демне најголемата опасност за лажните вести? Тоа е едно огромно поле кое што сите секојдневно го користиме, каде што има милион корисни информации, ама и милион сомнителни, ајде да речем, информации. Социјалните мрежи и воопшто интернет портали. Ние во Македонија имаме мноштво на интернет портали кои што се представуваат дека работат со новинарство, меѓутоа дали баш сите заслужуваат доверба? Не. Како ќе ги разликуваме оние што треба или може да им веруваме од оние што не треба или не смееме да им веруваме? На секоја интернет портал, секоја телевизија, секој медиум мора да има податоци за себе. Значи, кој е уредник, кој стои за тој портал, кој го финансира тој портал. Значи, тоа е она што се вика градење рейтинг или препознатлива новинарска работа. Ние не можеме да веруваме на медиум за кој што не знаеме кој стои. Ако сопственикот, ако уредникот, ако новинарската екипа се крие од јавноста и не сака да знае, вие да знаете кои се тие, автоматски нешто има намери кои што, ајде да речеме, повторно се сомнителни. Ако имате јасно име и презиме, вие точно знаете кој стои за тој портал, знаете кој ви ги пласира информациите и автоматски имате отворен пристап, јасен пристап. Видите на телевизија Стар, после завршувањето на секоја, ама буквално на секоја емисија, имате еден ред на имиња и презимиња од главен и одговорен уредник, програмски уредник, уредник на емисија, камера, новинар, монтажа, снимател. Имате 10 имиња наредени, вие знаете кој секој од нас учествувал во тој проект. И ние не можеме да се дозволиме да бегаме од вас на улица и да се криеме затоа што ќе ве лажеме. Застанеме и ќе разговараме. Бидејќи сме сигурни дека кажуваме проверени информации. Знаеме ли кои се првите правила на новинарството? Прво, секоја информација треба да се провери. Не смееме да класираме информација која што не сме ја провериле дека е точна. Мора да биде точна, мора да биде вистините, мора да биде објективна, бидејќи секоја приказна секогаш, ама буквално секогаш има две страни. Морат и двете страни да бидат консултирани. И секогаш едната страна ќе се љути, а најчесто и двете. Ама ваша обврска е да ги консултирате двете и да не заземете страна на ниту еден од нив. Ова едно образование има предвидено со програмата литературни клубови и новинарски секции. Меѓутоа, никој од учениците не е заинтересиран, поготово во нашиот школски центар. Значи, им се нуди новинарски клубови, очигледно да.
Значи има новинарски клубови, неколку години не функционира, се повеќе проектните ги сваќаат онака како или литературни клубови, каде што многу малку се одат, а инаку има по програмата новинарски. Кај нас во нашето основно училиште имаме новинарска секција од будни представници и ученици, кои иако немаме наша медиумска куќа, застапени сме со 360 делчева, но општината навистина има потреба од таква новинарска куќа во која младите, основците имаат голем интерес за новинарството. Во нашето училиште, во Свети Климент Охридски, во Ванчо Преке, имаме училишни вестници во кои учениците сами креираат страници и постојано ги повикуваме да дојдат за секоја училишна активност да снимаат, која го организираат самите ученици. Меѓутоа, како што рече Анисија, навистина е потребно почесто дружење со новинарите, едно поголемо искуство, една практична содржина која навистина треба во предметот македонски јазик како подрече да се вметне во медиумската култура. Ние сме секогаш отворени, секогаш кога ќе почувствувате потреба, кога ќе сакате, повелете. Благодариме на вистина. Ана, денес сте во посета на телевизија Стар. Како ви се допадна телевизијата и она што го видовте? Што научивте? Па научивме како работат новинарите и како собираат новости. Така? Дали ти се допадна она што го види? Да. Што мислиш за новинарската професија? Па мислам дека е малце тешко. Колку време минуваме пред телевизор? Гледаш ли често телевизија? Ти конкретно. Гледаш ли често телевизија? Не многу. Не многу. Кој дел од она што го види, да речеме, ти остави најдобар впечаток? Што е она што така ти беше најинтересно? Па студијата. Така? Зошто? Па затоа што овде се снимаат сите вести и новости што треба да ги дознаат граѓаните. Кажи ми, дали си размислувала некогаш за новинарската професија и како ја замислуваш? Па јас ја замислувам како многу тешка професија, а не сум размислувала за... Би сакала ли некогаш да го работиш ова? Или може Па, би? може би, да. Се допадна ли овде? Да, многу. Што не? Зеленото платно. И начинот како тоа станува интересна позадина? Да. Мога да ми го кажеш тоа, зошто зеленото платно? Па... Не Како знам. од едно обично зелено платно на телевизија се појавува нешто што изгледа сега поинаку? Со монтажа? Значи, денешната посета со ученици, основци и средношколци од општина Делчево ја реализираме во склоп на проектот Интернет суперхерои, што регионалниот центар за застапување од Делчево го реализира во партнерство со телевизија Стар. Ова е едно од активностите кои што ни се предвидени за овие 5 месеци додека трае проектот и целта е нели учениците кои што веќе биле дел од претходните активности од проектот да дојдат и на лице место да видат како функционира телевизијата, како се создаваат вестите, како се внимава при креирањето на вестите, особено со посебен фокус на медиумската писменост и на лажните вести, бидејќи се нели актуелни во последно време во Македонија и во дел од медиумите, ако не во поголем дел од медиумите, може да се сретнеме со лажни вести и со непочитување на сите правила од медиумска писменост. Да. Ова е проект кој што го реализираме и е финансиран од Фондацијата Метаморфозис и Критинг, а финансиран од Европската унија.